Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Во новото издание на Скопје Але имаме нов соговорник, Дарко Гелев Брейк. Не знам тој дали ќе се сети, ама јас убаво се сеќавам дека Дарко го познавам од Мустак. Тоа беше еден билјард клуб во нашето омилено аеродром Мало. Здраво, Брейк. Дали се сеќаваш на Мустак во аеродром? Да. Така? Сеќавам. Добро. Билјард Пред играше милион години. пред се 100 и 500 години. Да. Играше билјард и таму? Да, играв. Добро, ја мислам само женски Не се бев фаќаат нешто, таму. не бев нешто многу спремен во Добро. билјардот, но точно social life, девојчиња и така натаму. Ајде се поише приказни од Ајде, пилиста. повеќе. Дарко Гелев Брейк, се договараме одамна, тој има многу што да ни раскажа. Јас знам дел од приказната заради тоа што се сеќавам на Мустак, билјард клуб и таму беше само Дарко Гелев во тоа време, не го знаев како Брейк. А бев и Брейк од мало, второ Беше- деление Брейк. беше Брейк од мало, а ја не Само знаев. во помал круг, тие блиските пријатели мои. Да. И зошто Брейк ми рече нема да ни кажеш вака и официјално пред камера. Одиме на следно прашање. Да преидеме на следно прашање. Второ оделение морам да ги најдам тие другарчињата да ми Многу кажат одам, зошто, многу како одам. што. И ден денес ми се другари тие. Стварно. Тие што ми го наметнаа тоа, ми го фрлија вака како. Аха. Добро, ај кажи ги кои се. Джокер го викаме едниот, Добро. Горан се вика. Другиот е Дејан Саздо го викаме, се е еминентен пилот на спортски авиони, Супер. битна фаца. И уште многу други. Аха. Дарко Менгел го викавме, Дарко сега е Менгел. нешто има во некоја комора, се плетка го гледам по телевизии, по Добро, интересен лик. значи сите се Многу никаде паметен, таму. да. Во На такво сите ни друштво сече беше. црпката. Сите ни сечат црпката. Да, ама пред аеродром, ајде да се вратиме са Карпош 1. Јас мислев дека аеродром е твоето место каде што било детството, ама имаш ти и таму и ваму. Огромен дел од детството ми беше во аеродром и најубавиот дел од детството. Но до мојата 8 година, значи од раѓање до моја 8 година бев на 10-ти кат во кулата до полициската станица во Карпош 1. Добро. И сега има некои ликови кои им кажувам, кои се таму домородци, пошто сега се вратив со живење во Карпош 1 и ми викаат, абе ти од аеродром дојде од ваму, викам, дечки, овде сум роден. Значи овде бев на 10-ти кат до Виктор Грозданов, стан до стан. Тој е исто така лик, Така, познат медиумски. Да. И мојта во тоа време техника ми се чини се вика зградите сега кај што се и ден денес првите згради во аеродром направија, купија стан преку тогаш нели работиш во Добро. фирма, па не знам на кредит, Можеш. на вака нака. И додека не си изградија зградите, ние си бевме во овој стан. Тој стан го чувавме до скоро Аха. во Карпаш. Да. И се пресели во аеродром и кажувам секогаш дека сум заљубен во аеродром. Не постои подобра. Дека јас од аеродром, затоа или на Не сите им постои кажуваш. подобра населба, Нели? не знам и ден денес. Ако сум во Карпош 1, УФ Карпош, се ми е можеби поблиску, ама еден ден ќе се вратам во аеродром нас. Што ти се допаѓа во Ќе си аеродром? бидам дромец пак. Да, дромец. Од 8 години се преселив всушност Да, во аеродром, да, така? да. И ама знаеш како јас се сеќавам на тој Мустак, ама се сеќавам дека Петка застануваше А на толку. Оскар се сеќаваш на кафичет? Се сеќавам, Леле, да. колку беше На најубав. Ние го- бевме го- клинци таму, па... Голуб, така? Не. Да, Лабут. Не, Лабут, извини, Вау, Голуб. да. Добро е. Тука Извини, се- Лабут. Да, Лабудовиќ, да. Тој е сега супруг на моја другарка од средно, од Јосиф Роз. Да. Па и он е негде некаде по дипломатски чуда. Да, нешто таму, овако. да. Знам дека го видов неколку пати. Значи, Дечкото е непроменет, уште Да, таков убав, се да, непроменет. А на Мустак се сеќаваш сериозно Се или не? сеќавам, се сеќавам. Се сеќавам и на тоа, се сеќавам на леле, не ми текнуваат сега се викаат мал милион мали такви местенца што го поминувавме најубавиот дел, првите бакнежи, првото гушкање, првите Смееш да кажеш за бакнежи први кои биле? Смеам, како Да? не смеам кажам. Аеродромки? Или? Човек што две сопруги со име Драган имал, све смее да каже. На здравје. Да. Ајде кога сме кај првиот бакнеш. Таков прва љубов или платонска или за овој вториот? Малку по, дури четврто одделение, ти кажам, релативно млад. Добро.
не Вистински смеам. бакнеш тако француски? Вистински срамотни работи, да. Леле. Бакнав со љубов, мислев дека тука ми завршува животот. Со Ако пишување таа писменца? Да, се викаше Маја, ако таа особа Маја не остане до крај на мојот живот со мене, дека мојот Готово, живот толку. нема смисол никаков. И? Маја нормално се една прекрасна девојка, омажена со еден прекрасен лик сега. Се знаете, мислам се знаеме, гледа. се поздравуваме, да, се знаеме, супер. Да. Се поздравуваме, ама Што те бинди са кај Маја толку? Се, Се. се. Во твојата делинија Плава, беше? убава девојка, многу убава беше. Не, јас живеев, уствари, живеевме во аеродром, но бидејќи мојата баба живееше кај Собрание. Аха. И од прво одделение сум запишан во Браќа Рибар. Тогаш сега е Димитар Миладинов, Миладинов, ако мислам, да. ако не грешиме, да. да. И бидејќи таму во моето детство, уствари основното училиште, со две, уствари еден геп, бевме во Австралија, живеевме трето одделение, четврто, Аха. таму го завршив. Добро. Па се вративме назад и бев делумно и во центар и во аеродром. Аха. А Маја живееше во аеродром и учеше во аеродром во школата, не се сеќавам како се викаше, да. Значи, тоа било љубов преку Да, многу ја сакав, да. преку во автобус, нели? Со Не, автобус јас си одеш? живеев таму, ние се гледавме, се гриевме во добро. аеродром, но Ти попладне, после школските, школа. Да, Да, школските да, да. денови ми беа, мислам, И кај излегувавте? Мислам, на клупи? Тоа? На тоа се клупи сеќаваш? се разбира, на клупи, на... Грицкавме и Санчо. А Санчо се сеќаваш ли на Санчо? Не ми текна. Не ти тикнува на Санчо? Најдобрите шампици така си уште постои. Не ми текнува. Добро, нема врска. Ми текнува една пицерија, беше, како се викаше таа пицерија, една тука во Бисер на Кјошот, многу позната. Џорџо. Џорџо, браво. Така е, да, Џорџо, да. така е, да, Џорџо. Тогаш уште не беше изграден ни капитол, ни ништо од ова сега Ништо што е. немаше Така тоа, е. а беше преубава насада. Да. А друштвото не се овие тие што ти го дадоа на Димакот, туку ова е друго друштво од аеродром, така? Не, тие се од аеродром душтвото. А тие се си тие. ден денес се околу мене. Ден денес ми се во животот на едниот сум му кум, другиот ми е мене кум, значи тука сме се цел живот заедно. А, значи тоа се дружби за цел живот. Да, за цел живот. Да. Одлично. Потоа каде одиш? Каде се запишуваш Потоа одам средно? средно одам во ГУЦ, Градежно. Сакав архитектура многу. Добро. Прва и втора година бев во ГУЦ и после тоа 93-та, ми се чини, одам за Америка. Добро. Трети и четврта ги завршам. Таму имав еден исто втор геп во мојот живот надвор од оваа најубава наша прекрасна држава. И се вратив веќе за на факултет овдека. Аха. Иако таму добив стипендија. За да останеш, можеш? За да останав, можеби тоа на Беркли. Да видиш колку интересно беше. Ајде. Во цела Луизијана, јас бев во Луизијана, Шалмет, тоа е дел од Нью Орлеанс. Добро. Што барав да одам таму, Добро. Birthplace of Jazz. Знаеш, поврзано со музиката и викам таму сакам Тоа е да тоа. одам. Имаше една стипендија да доделат во нашето средно школо Добро. од Беркли и кога стигнав таму, да не веруваш, во школо ниеден освен ја и професорот по музика не знаеше ништо, ни на уста да свират. Како ги примили? Кога отидов таму, седнав, тој ми вика, што знаеш да свириш? Ја викам, од мал учам клавир. Шокиран професор, како клавир? Вика, можеш да ме пратиш? Викам, да. Вика, ќе свирам, не се сеќам се, ама A major ми вика. Добро, јас седнам на клавир, овој свири на труба. Да. Значи, вака ми напиша на цел лист човекот. Леле. Имаш цела година, еве ти вика петка од мене, вика ти Че и немаш толку. потреба, да. И Да. таа една стипендија ми вика, молим те, немаме на кој да ја дадеме, вика, ти си најквалификуван да ја земеш. Ја викам, што значи тоа? Па вика, ќе одиш Калифорнија, вика, ќе одиш Music School ова. Ја викам, каква Калифорнија, човече, сакам да се вратам дома. Не можам ја да издржам во друга држава Не? да живеам, не. Носталгичен сум премногу и не Да. чуда да се случат овде, јас пак ќе си ја сакам да Чекај малце сега, како од архитектура отиде музика? Тоа не ми ја. Поврзано е, све е тоа поврзано. Се е поврзано? Се е уметност, се е дел Аха. естетика, уметност, Да, музика, се е поврзано. А музика и клавир кога дојде во животот? Паралелно со училиште? вака, јас имам постара сестра, 4 години постара од мене. Добро. Бидејќи татко ми, Бог да опрости, беше музикален доста, знаеш и гитара и клавир свиреше помалку, мајка ми исто музикална. И они имаа мерак исто како што јас пренесувам се на моите деца. Да. Нешто мора да свириш. Аха. Не мора концерти, ама Така нешто е. мора да знаеш да свириш. за себе. Кога ќе седнеме, сакам ајз да тоа одсвири ми ова и да ми одсвириш ти. Аха.
И така ја спремаа сестра ми. Добро. Скрос антиталент за музика. И купија клавир, јас научив да свирам клавир. Значи не кажува вака јавно ќе се наљути. Ако нема да се наљути. Нема да се наљути. Најмногу се ја сакам на цел свет, ама такво мирно едно Да. суштество е. И купија гитара незе. Добро. Не сакам, ја остави гитарата, јас чепкајќи, јас гитара Ја се научив, научив да не свирам гитара. Разбираш, така да таму ми е спојката од мал, ме носија дури заспева во кола, после браќа Рибар ќе ме земат. Одиме во МНТ ќе ме остат, јас по пат ме будеа, заспарам кола. Ајде стани. Оди на 7 години. Ајде, оди да учиш солфеж, оди да учиш клавир. Неколку Заврши години музичко? Не завршив скроз неколку ама години. нижо завршива. Да, Да. да, сосема доволно за да можам За да имаш седнам и да основа. да се свирам. Така е. Кога дојдоа во животот ти излегувањата, па и потоа нели организирање на журки, па и кафичи, па и дискотеки, тоа како? Со оглед на тоа што цел мој живот сите овие и горе споменатите се по 2-3 години повозрасни од мене, постари другариве. Секогаш пред моја генерација сум излегувал, секаде шетавме малку повеќе од оние од кои бев на пример во клас заедно. На кои кафичи се сеќаваш? На што се сеќаваш? На све, на парк се сеќавам, на сите можни дискотеки во парк се сеќавам. Сеќаваш на Мет, мене ми беше таа малата омилена дискотека. Да, се сеќавам на тоа, сеќавам на Арена која беше сегаш, на Пјур, не знам како се вика. На мал милион, па она преку мостот кога одевме, како се викаше, Пиже Зеко го држеа. Јас се сеќавам ова Панева Лагарашли, како се викаш ова? Не, тоа беше многу после. После, добро, ја на тоа. Добро. Ова е Птен од време, тогаш да ви не сум кажам, искажала ја од дискотеки. Така да, не може... кафичева овие тука тропикани, мупикани го фати тоа време? Многу малку го фати в тоа време, веројатно во тоа моје шетање вамо намо надвор да го враќање назад. Да, тогаш не. Немавме склопено, се сеќавам на кога се вратив од не знам каде бев, метро. Добро. Не знам дали ти текнува на метро тука во центар. Доле беше многу во еден локал. Не се сеќавам сега јас. Цело друштво. Тој ке мистер Джек негде таму, доле, во тој круг. Добро. Па се сеќавам на... Ја на даунтаун се сеќавам, долу во Дом на градежници. Сеќаваш на тоа? Како не, ние како деца свиревме во тоа. Стварно? Свиревме арт, се викаше месечини. Чекај, ма си имаше бенти како дете? Како дете бенд се викаше Вудсток. Од тој Вудсток... Па кажи ти! На 14 години. 14 имав ја најмал бев од сите. Беше Дарко Мучо. Добро, исто аеродромец. Беше Гоце Стевковски, сега е бубњар, Варф. Беше Джоле на гитара. Кој Джоле, Максимовски? Груевски. Друг Джоле, добро. Груевски, но баш Мислам дека знам кој е, добро. Джезер, еден гитариста, чудо. Беше Давор Јорданов на клавиатури. Исто аеродромец. Екипа невидена, Добро. И бевме клинци сите, ја бев вокалот таму во бендот. И се сеќавам во МТВ снимавме на времето дали пулсирање се викаше. И си одиме на кај дома јас. Мал, 14-15 години. Влегувам во автобус и некој ме препозна. Па луѓе тоа чувство како беше. На 15 години, 14-15 години селебрити. Значи некој те препозна, те гледав на телевизија. Светот е твој. Со коси долги, не знам што. Прекрасни времиња. Да. После тоа се случи Октавијан. Добро. Значи, во тоа време тој бенд Вудсток нормално од текот на нештата си се распадна, секој на своја страна. Чекай, во Октавијан не беше Дарко Тасев или јас? Беше и Дарко Тасев на гитара, беше Ока аеродромец. Да, Ока исто аеродромец, да. Ока е во моје мало, да, добро. Да. И ме поканија они, мислам дека после Јапан бев, јас не се сеќавам сега точно. Добро. Бев некој мал период исто во Октавијан. И викам, луѓе, бидејќи ја не сум сериозен во мојата определба за музика, дај да не маткам, да не ве гњавам, кога ќе ми текне да отпеам нешто интересно, сам ќе си го пеам. И кога запеа сам прв? Прв пат запеав сам, кога се вратив... Не. Не, пред тоа? Многу пред тоа. Извадив неколку песни со... Моето познанство со Авалон беше токму така еден хайлайт. Да не речам, ја не можам да ја одвојам мојата, да кажам, музичка кариера. Јас не сум имал никаква музичка кариера, веројатно нема ни да имам. Знаеш, снимам песни на кои им се допаѓа, на кои не гледам, фала Богу, убави песни се на многу луѓе. Остануваат, евергрини станале веќе. Да, ама го немам оној нормален текст, сега треба да извадиш ваква песна, па сега треба албум, па сега треба да правиме ова, да правиме...
И затоа сам си се определив, Авал многу ми помогна, тие се гениалци, Да. луѓето знаат точно што прават. И вика, Брекс, прај си ти од време на време кога ти е мерак, ќе снимиме нешто интересно, ќе опуштиме, вика. И така се случи. Не си удел на настапи со никој? Никогаш. Никогаш? Еднаш се појави. Например, со нокаут, кога беа овие во Бистрага, кога дојде Бој? Ништо, не? Ништо. Јас дури имав неколку песни, тоа и на концертот сега на нокаут што го правевме. Го кажав со Пере, бевме замерени малку, имавме неколку песни заеднички, он ги направи. Добро. И јас ги отпеав. И тие беа фантастични. Таму Лебедот бел, има една забранета љубов, има Навика кој се уште не се Болиш има една издаден. Не, Болиш ја направив со Александар Митевски со Александар отпосле. Митевски, да. Таа ја склопив, со се споти ја пуштив. Меѓутоа, овие неговите песни беа у фиока стајани. Нема време доволно да ги снимам спотови, да правам, да ги промовирам, да го правиме ова. Добро. И ме бара еден долг временски период, Пере пробува да ме добие. Јас цело време неколку гужи го гледам песната изведе Лебедот бел, ја испеал. И викам, чекај бе, ова моја песна беше снимена. Што се дешава? И му се јавам, бе, што е работа? Бе, тата стои у фиока, одеме песна 5 години, 4 години. Дај не зезе, вика, морав да ја отпеам, ти не кеше да ја отпееш. А малце му замерив, па после се смиривме. Ама сега се смирени. Да, супер сме се. Супер сте, сега му беше и гостин на концертот. Концертот, сега ќе правиме дует заедно. Многу убава песна, да. Да. Имаме една песна од него, треба некаде септември да ја извадам, исто фантастична песна. Правиме 5 јули Хераклеа. Добро. Исто концерт со нокаут. 26 јули правиме мислам дека Охрид антички, Охрид, да, антички. И ќе биде фантастично. Па супер, ги каниме сите од сега, да. Ајде да се вратиме сега ние на скопските други приказни. Те прашав, ова со радијава, кога се случи и како се случи? Лондон. Како? Во Лондон кога живеев, Добро. 2,5 години, скоро 3. Таму се роди син ми, првиот син Марко таму се роди. И знаев дека морам нешто да работам поврзано. Ние имавме, моите родители имаа фирма тука, шпедиција, камиони, чуда, све. Ништо тоа не ми беше симпатично. Морав нешто врзано со музика да работам. Љубов ми е музиката, значи се, а не влегов во професионален однос со музиката никогаш. Ова ми беше една доза да врзи и љубов и бизнис. Така е, да. И се одлучив и нормално како лесен за одржување, односно финансии, беше радиостаницата. Да. Знаете дека имам 2-3-5 радиостаници, не една. А зошто 2-3-5? Па за да го опфатиш цел тој пазар што е потребен да се опфати. Како музика за знаеш сите. како? Да. Јас кажувам радиото, сум можеби еден мал кормилар таму. Екипите кои се околу мене се фантастични луѓе. Тие се Тоа е најважно, тоа е душата. Душата, тие се тие што го носат сето тоа. Да. И кога они ќе те стегнат, така се случи со Клуб FM. Ние го имавме Сити радио и една тоаш клубската музика беше Прво беше Сити? Прво Сити беше Добро. 2001 мислече, 2002. Добро. И после 3-4 години го купивме Радио Уно. Да. И Радио Уно беше да, фантастично радио. Така. Од Вини го купивме, го земавме затоа што во експанзијата тогаш на клубската музика имав едни прекрасни диџеи кај мене и водители и ми викаат: "Брек, дај молим те едно клубско радио", вика, "Жит и очи", вика. "Ова е тоа што ќе трае", ми вика, "што ќе тера новата ера." Да. И седнавме со менаџментот, вака викам, "Може ли да издржиме финансиски ова?" Да. Тропнете у банка, видите дали ќе ни дадоа пари, го купивме. Па после дојде Метрополис како радио мрежа. Да. Па сега ќе дојде Народно радио. Стварно? Колку обавезно. Ќе се Обавезно. вика Естрада и ќе биде Естрада. број 1 ќе биде. Значи ова е ексклузивно го изознавам. Да, да. Да. Да, ќе те прашам нешто, каков и да е одговорот, ќе оди или нема да оди, ама пошто си отворен за муабет на тој дел. Слободно. Секогаш кога се муабителен или околу овие твоиве драгани, така? Секогаш било тоа демек на Брик му е лесно, нели? Фино се ожени и првиот и вториот пат и така натаму. Многу пари му дадоа поклон. Така, јас знам дека Брик имаше и пред да ги запозна овие две драгани. Тоа не е, види, тоа не е предмет на објаснување. Не, знаеш што ми беше дали некогаш почувствува потреба на ова Скопје и овие скопјани, особено оние кои што некогаш помислија и поинаку, да им објасниш дека можеби она Порше или не знам, нели кабриолет сум си го купил од мои пари, а не од... Никогаш не се објаснува. Не? Има една теза
многу Зошто Скопјани го има имаат еден тоа многу или не е интересен- само Сега Скопјани? ќе ти кажам, не, Ајде. скоро секаде, само кај нас е по-изразено, бидејќи сме во Малку, помала така е, средина. да. Знаеш како викаат? Кај нас секи ти простат освен успехот. Аха. Тоа е веќе едно клише кое Така го е. знаеме со години Да. и вистина е така. Да. Скоро гледав еден филм, по не знам кој пат, многу го сакам, American Gangster се вика со Дензел Да, Вашингтон. знам. Вистината приказна. И кога он во целиот негов бизнис, зошто ја запамтив таа Да. теза, вика што се случи, вика на еден друг исто во илегалниот дел од работењето негово, му вика нели вие ќе ми дозволевте, вика заштита, што се случи, вика кој ме нападна. Да. И сега Армана Санте е глумецот кој го глуми другиот мафијаш, што му објаснува, му вика успехот вика ти го направи ова. Аха. Вика како успехот ми го направи. Па вика единствен начин да се избориш вика со вакви вика душебрижници, сакам да кажам што го нападнале Така. него, е да не бидеш успешен. Што ќе одбереш вика? Ќе Така. бидеш успешен или не успешен? Да. Знаеш, ја не се борам со приказните бил зет, бил ваков, Да, бил онаков. да. Океј. Кога се замараат многу луѓе, им викам не таму кеш пари, викам многу во пуфери ми дадат. Тоа тргнете го на страна, тие се на страна, тргнете некаде. Ова со радијата јас си играм играчки, знаеш. Да. Ова е мој бизнис, ова ми е душата. Знаеш, викаат луѓе, можеш Ферари да му поклониш, на првата кривина да го искршиш. Ја победувам трки. И планирам да победувам понатаму до крај на животот тие трки. Добро. Кажи ми околу пријателствата. Си уште се оние, освен овие тројца кои што ти се кумови ове и она од мало тамо, како се движеше и како нели имаш и диско овде, се сеќавам. Да. Како беше? Овде горе имав кафич, имавме. Биту, како Не, беше? не, не, бе, А, не не биту. беше- а, не Овде биту. беше кафичот со Сити кафичот. галери. А Горе биту беше. не беше ти? Не Добро. бев ја уплеткан. Тогаш, добро. Јас си го купив после многу години Hard Rock. Аха. Hard Rock го купив За после мене многу Hard Rock години. е најубавата дискотека во Скопје. они тај беше убав. Знаеш како се деси Hard Rock? И сите моите диџеи, моите вработени го водеа најтлајвот таму. Добро. И старите газди кои се фантастични, Тоде мора го поздравам, он е легенда скопска, знаеш. Вика дај да се откачиме некако, ние влеговме во приказната, се пресметавме, го Да. купивме, го теравме успешно неколку години, дури летното го направивме после во парк. Видовме дека не е за нас таа приказна, се тргнавме од тоа, продолживме по радискиот пат, Да. со музиката. Не ми кажа ништо околу тоа дека Скопје знае да ти е уште побаво кога ќе седнеш со друштво и кога ќе испиеш чашка повеќе, па кога ќе почне песна, па кога ќе те фати ден, ќе се раздени, па кога ќе отидеш на Знаеш како, бурек. жалам за времињата, гледам сега се почесто за жал, не знам, веќе скоро да нема дискотеки кај нас во Така. Скопје. Океј, може би трендот е променет, може би повеќе се завртени кафани, Така. но нема ноќен клуб Нема. каде што можеш да, како на времето ние до 5 саат са бајле сме заглавували и ти било убаво. Едва и си, знаеш, си одиш на кај дома летно време, разденува. Лепче купуваш и Тоа, одиш да, домче. тоа веќе го нема. За жал го нема. Не знам каде по пат се променија работиве. Дали јас се смеам технологијата ги промени многу луѓе. Знаеш, се почесто гледаш седнати на четворица на маса, сите у телефон гледаат, не гледаат еден во друг, не комуницираат, се помалку и помалку. Така. Но е нормален тек некаков, така да ќе се снаоѓаме и во овој технолошки модерен свет. Така. Сити радио е Скопско радио, Да, така. да. Беше и остана Да, на таа да, и ќе си биде, дефиниција, да, така да. е. Да. Скопјани одат на работа со него, се враќаат од работа со него, има Дури им цело помагам време. и гужви кај што има да Гужва кај слушаат, што има има ваму, така, наму. да. Ама има и одлични досетки. Викса ни беше исто така дел од Како оваа не, приказна и како не. Елена и така натаму, да. Кога се бира тимот, кажа тоа, ама колку е важно па сето тоа да се соберат и да се направат коцкичките и колку е важно тие да бидат некои кои што ќе го сакаат градот. Не знам како да објаснам. Најважно, Ми се чини дека ме сваќаш. најважно. Нели пошто Затоа што ако таа ти- приказна мора да трае некако. Не само тоа, туку јас секогаш им кажам, тоа се луѓе кои прво со огромна моќна перцепција, значи тие Викса еве го спомнам. Да. Тој шета од тие скали таму до дома ќе отиде илјада работи му се случуваат што ние на пример во сите гужви не ги приметуваме. Не, Он ги ти приметува и ги забележува. преточува и ги забележува, ги памти и ги зборува на радио, коментира дали е клупата искршена, дали е ново дрво имаат ставено прекрасно, дали нов локал е отворен, знаеш. Да. Да, најважно е таа синергија која имаат
тие се све тешкаши, ја ги викам Да. и вистина. Да. Значи, оставете го Брейк е на крај, Брейк фигурира таму на хартија и помага секој плата на време да секако земе. марга, сада не ги испуштиме са, нели? Мислам, Тоа да. се вардови на... Тоа се Така е, тешкаши да. во радискиот бизнис кои тачно знаат што треба да прават и не треба никој ништо да им се меша. Знаеш, влегле кај мене да работат и уствари мене, јас викам, чест ми е што ми дозволуваат да бидам собственик на тие медиуми, Така е. знаеш, кај што они работат. Да. Затоа што знаат точно што прават. И го даваат баш сршта на тоа градското, во сите да ја даваат. Да. Па идејата, например, за тоа, за гужвите, за све тоа е нивна идеја. Да. Мене ми се оштуруваат само, знаеш. Така е. Брек, ова ќе правиме. Терете, правите како мислите, Да. ваше ради ово. А чим си создал радио за Скопје, значи го сакаш Скопје. Ако не многу. Да? Многу, не би се преселил никаде. Никаде не би отишол да живеам. Никаде, ама баш Никаде. Истите Еве услови сега да ми ти ги речат, понудат ти во имаш, Њујорк да ги имам. Да. Истите услови, потполно истата куќа, на истото место, А поубава куќа во ако ти центар. понудат? Нема шанси, Нема теоретски. шанси? Не го менјам Скопје, за ништо не го Е, менјам. зошто толку го Баш сакаш? не го менјам. Не го менјам. Не, не го менувам, Да, не го и менјам тоа Скопје. ќе биде едно од последните Да. прашања. Зошто не го менуваш? Што е тоа што Се ти се сакам допаѓа? во Скопје, се. Се. Од еве спомнавме аеродром, до Да. Карпош, до Ѓорче, до Сингелич сум имал Да. другари, до другиот крај дел Да. на градот. Че се ми е тој дух прекрасен. Тие сум поминувал, еве пак ќе се вратам, сум одел пешки утра. Добро. Два тројца другари сме си прибирале на Изгрејсонце, летно време, некаде 5 сабајле. Добро. Че луѓе кога е полупразно, кога мириса убаво Скопје, па и кога е загадено ми мириса убаво, знаеш. Не би го менувал за ништо. За ниеден град. Живее во Лондон неколку години, тоа е све супер, мислам да не зборуваме дека хигиената, треба сите да се избориме за хигиената малку на повисоко ниво да ни биде. Ама ова си е мој град и си го сакам и си го уживам и ми се чини дека до последен ден овде ќе останам и ќе си го уживам овој град како што треба. Супер. И за крај уште само да те прашам скопски дијалект. Можеби треба малце да поработиме на тоа дека треба да го вратиме, како да ни го одзема во ова време? Па некогаш не е фер, посебно медиумски кога представуваш нешто, Да. не е фер Да зборуваш чисто сленгови скопски. да користиш, знаеш. Да, ама Сепак- ние вака и во секојдневниот живот малку некако како да го подзаборавивме. Сакајќи да, или луѓе не? околу мене си шиваат скопски без проблем. Да? никаков, да. Го сакаме си уште, О, така? Ептен. Да. Ја внимавам. Да, бидејќи бе, нормално бака, се јавно веќе пред, гледа, така да. е. А дома? Не, и дома внимавам. И За дома? да ми стане навика, затоа што ќе опињам лапсузи. Знаеш, си го сакам, секоја ситница само го сакам почист. Знаеш како, ако постои начин некако, дали е тоа под юрисдикција на градоначалниците наши, дали е појманем локално по општините мали, Да. мора да се грижат малку повеќе за чистотата на Ама Скопје. и секој од нас самите да почнеме, можеби така ќе го Тоа се изчистиме разбира сами. во секој случај тоа, Да. да, но не само тоа, мора повеќе канти да ставаат. Мене ми се случувало, сега поново имам куќе едно многу убав боксерче си имам и многу често го шетам. Добро. И се ќе направи бења, ќе Да. собереш тоа бења. И пилјава ја држам во рака. Човече 200 метри, 300 Да, метри да, имаш канта не да имаш најдеш. канта. Не може тоа така. Значи, Брик, мора врати да се има. во аеродром, таму има поиша канти овде И по ќе си се Карпошир. вратам, да знаеш дека ќе си се вратам. Повеќе од Фала сигурно. Може не. Дали крајот вака мириса